Скопје ни се гушат болниците за полната, Министерството за животна средина дури до година ќе обезбедува нови инструменти за мерните станици кои покажуваат загаденоста на воздухот. Иако социјалните мрежи вријат, а протести за чист воздух се почесто се одржуваат, сепак власта останува глува на барањата на граѓаните. Делотворни мерки нема, а и парите одвоени од буџетот за решавање на овој проблем се мали, сметаат екологистите. Ова е безобразно мала сума, која што е одвоена за справување со аерозагадувањето, а при тоа најсмешно од се што тоа е најавено како стратешки некои цели кои што треба да се реализираат со само 1,6 милиони евра. Ние исто така направивме и пресметка колку е тоа споредено со другите трошоци кои што владата ги планира, така што само за анексите на автопатот Кичево-Охрид се одобрени 187 милиони евра, значи тоа е 117 пати повеќе од борбата на владата против аерозагадување. Додека да се набават новите инструменти за мерните станици, нефункционални остануваат мерните станици во Газибаба и Лисиче, кои се едни од најзагадените населби во Скопје. Освен што граѓаните не можат соодветно да се информираат колку е загаден воздухот што го дишат, нефункционирањето на инструментите во Лисиче и Газибаба е проблематично, затоа што според резултатите на овие мерења се воведуваат предвидените итни мерки. Токму Газибаба и Лисиче во овој период во годината ги покажуваат и највисоките вредности. Она што за нас е симптоматично е што не се комплетно целите станици на ремонт, туку се баш цензурите за ПМ честички, кои што се во овој период најпроблематични на овие две мерни станици. Исто така да не забораваме ПМ 2,5 частиците воопшто и не се мерат, значи само ПМ 10 се мерат. За воведување на итни мерки потребно е барем 2 мерни станици во Скопје да покажат среднодневна концентрација на PM10 честички над 200 микрограми на кубен метар во последните 2 дена. Ова значи дека дури и да има вакво надминување на мерните станици во Лисиче и Газибаба, кои при тоа секогаш се едни од најзагадените населби, тоа нема да биде евидентирано и не ќе може да се превземат мерки. Според Европската агенција за животна средина, повеќе од 3000 лица годишно умираат како резултат на загадениот воздух во Македонија, а тоа е нотирано и во последниот извештај за квалитетот на воздухот. Македонија е прогласена за земја со најзагаден воздух по бројот на смртни случаи по глава на жител, покрај Косово, Србија, Унгарија и Бугарија. Според Светската здравствена организација, смртноста од последици од загадениот воздух во Македонија е над 125 лица на 100.000 жители, повеќе од двојно повисоко од европскиот просек, кој е 60 прирани смртни случаи годишно на 100.000 жители.